на тема спорт. Да, ние на тема спорт завршуваме. Овој спорт е, па не е поинаков, туку е на едно малку поинакво ниво, многу поинспиративно, а тоа е аматерското ниво. Најтешко е, се чини, човек да излезе од рутината. Да, да излезе од комфорт зоната и кога не е професионалец да прави нешто и тоа да го прави континуирано и да го прави со или од задоволство. Ова утро Синиша Јанковиќ и Јосип Христов се гости во нашето студио. Добро утро, добро ни дојдовте. Добро утро. Вака вие тројцата од таа страна на градот, како сте? Од убавата страна на градот, ние дури грб ми сврте. Ние од убавата страна на градот. Со своите, кога е со своите тама, а види ги сино-бело комбинација. Повелете. Да, повелете на победничката страна. Договорени се во сино-бела комбинација. Да, добро. Нема да ви се лутиме. Синиша, како организатор на аматерската лига Скопска во одбојка, уште еднаш само да ги потсетиме гледачите за што станува збор, каква е оваа лига, каде се организира? Пред се добро утро на сите. Благодарам за таквата најава, убав најава. Стигнавме и до самиот крај на самата лига. Во почетокот е октомври, ни стигна мај, се одржува во општина Кисела Вода, во основното училиште Партенија Зографски. Утре тоа на 35-ти, со почеток од 19 часот, ќе играат прво за трето место, екипите на Безбедност и на Симетим, потоа следува за титулата во нашата аматерска лига, меѓутоа, како што најавте, се надевам дека ќе прерасне во нешто пубаво за гледачите и за луѓето. Ќе се одигра во таа сала, со тоа што после ќе има, нели, кои две екипи ќе играат за трофеот? Ќе играат Вивавак и најдобрите шмекери, се знае. Чим играат за прво место? Не, ние сме Безбедност. А вие сте Безбедност. Не може така. Аха, добро. Затоа што рековте најдобро. Да, Јована, она што е карактеристично за оваа лига е дека секој може да игра, секој може да настапува. Јосип Христов е наш меѓународен судија. И покрај тоа што е арбитар, тој воедно, бидејќи лигата е аматерска, нели, воедно и настапува, па како е сега од оваа страна на мрежата, кога не е таму горе високо, оној што ја дели правдата? Добро утро и од мене. Оваа сезона е втора на аматерската лига. Лани бев и дел од судискиот тим на лигата. Заедно со Синиша сакав да афирмирам и аматерски спорт, не само професионален, од професионален аспект, туку и од аматерски, да помогнеме и на млади судии да настапуваат и да учат на таква лига да судат. А оваа година, како играч, настапувам редовно. И да ти кажам, не е лесно да ги гледам судиите со исти очи како играч. Добро, јас сакам да прашам колку аматери нели ги слушаат одлуките на судијата? Доста се пристојни. Или доаѓаат да се разберете? Доста се пристојни играчи. Нека се обидат да бидат непристојни. Добре, јас затоа што и на самиот почеток не најави Бранко од оваа убавата страна на градот. Реков од другата страна, не реков убавата, ќе ве молам. Сме растени и доаѓаме од една општина, има повеќе такви во градот, една општина Аеродром, во која што традиција беше ние помладите да седиме на клупите, да седиме на клупите и да ги гледаме повозрастните кои што дури се собираа, се договара, имаше време кога сите треба да се најдат пред зграда на кош и повозрастните татковци, мајки игра и спортува. И особено ми е драго што верувам дека вие сте растени во истиот дух од таа општина и ми е драго што го продолжувате тоа како еден вид и па и на традиција и еден вид на спортување, тука ќе го ставам под наводници спортување, со цел да прирасне во нешто помасовно и да примамите повеќе луѓе. И се надевате, да. И колку во денешно време успевате да го направите тоа, предизвикот е поголем. Порано се чини дека се некако беше многу лесно во тој дел се растеше пред зграда. А како е денеска? Како успевате во оваа мисија? Па, да бидеме реални, не е лесно да организираш нешто. Што и да направиш, било кој настан случка, било што, не е лесно. Меѓутоа, нели, најлесно е па и да се откажеш. Така да, еве, на тоа малку да кажам нешто што тоа за мене е восхитување, почит кај нас во нашава лига, да речем, па што е наша или не. Има случаеви, 3 случаи каде што играат татко со ќерка. Што тоа јас голем поздрав до тие случаи. Еден случај е кај
екипата нашата кај екипа. Јосип. Браво. Што тоа за мене е нели мотив и за другите. Значи генерацијски сме голема разлика. Им даваме нели како родител тука му даваш во секој сегмент почит према судија, према Пример. противникот, утре како треба да се однесува, нели јас така ги гледам тие работи, нели да ги што имаме различни генерации. Имаме од 14-15 До 60 години. до пензионери. Шегата на страна, Аеродром да е спортска општина, и бројна пред се општина. Има многу Поздрав жители, да, спортот се сака таму, се негува. Сега со оглед на конекциите, дали најголемиот дел од учесниците се локално поврзани или има учесници од секаде? Од пријателска имаме и од основа, Ѓорче. да. Колку се успеа да се прошири гласот? Еве низ престолнината, да речеме, бидејќи нели Скопска се нарекува аматерска. Мене ми се допаѓа тоа што имаме екипи од сите краишта, има и од Ѓорче. Сега не збориме, да. Од крајот до крајот. Така е, тоа ми се допаѓа, што нели шала на страна, затоа што самиот збор Скопска нели на ниво на Скопје. Тоа ни беше идејата, не дека некој друг град ако изрази желба да дојде дека е забрането, да не се разбереме погрешно. Меѓутоа тука еве за 2 години мислам дека малку од малку ни оди на позитивно, нели доаѓаат еве лани со 4, оваа година со 6 екипи, сега се надеваме дека некаде нешто пак ќе проработи, нели ете различни, не мора да се ја и лани кажував на гостувањето кај вас, дека не мора да се од бекари. Нели обично од бекар да играш, не. Овде збориме кој сака да се дружи повели, затоа и ставивме аматерска, што не значи дека некој што играл ветеран може да дојде. Вратата отворена за сите. Тоа не е целта. Сега како ќе го прошириме се надеваме на подобро. Нели наша реклама е да кажеме и на песок. Утре ни е финалето и на 7 јуни кај на игралиштето на песок до хотел Хилтон, кај мостот Близнаци, во аеродром. Во аеродром. Со Е или со Ј? Па и во центар имаше едно време, ама не го одржуваат, порасна има и треба, таму па му се игралиште. одржува и Да, ете, да, тоа е да. па нормално. Така да Или го уништија тоа што доаѓа, затоа што нема. За жал не се чува тоа што се има за жал, но еве, сакаме кога тоа се да го чува, направиме, да. Тамо ете чисто кој сака нека повели со почеток во 9 часот. Сакаме да направиме на круна на што завршивме во сала и на песок да си направиме една дружба, секој што Па вика добро, некако, дружба. да, летно време и повеќе асоцира песок И и одбојка, инспиративни тука се. е, да. Овие надпревари, аматерските, се инспиративни затоа што кога станува збор за професионалниот спорт и за институционално организираниот спорт, се знае што да се очекува. Нели, врвни перформанси и така натаму и така натаму. Дисциплината да. се бара многу Што и да е. Значи организација на сериозно високо ниво. 1:10. Ете така. Сега, во аматерската лига, пред се мотото битно е да се учествува, нели? За целта е поздрав живот и физичка активност. Добро, дали останува мотото не до се крајот? согласувам. Битно Има е да мото се и да учествува. победиш. Мотото воведно, Стигнавме до финале, ке ве молам. Стигнавме до финалето, да. значи потајно таа пуста победа. Не, Дали лигата еве привлекува учесници? Меѓутоа дали привлекува публика? Со публиката не е, сега како да кажам, во некој ниво, затоа што прво играме во училишна спортска сала. Значи не играме во сали, нели. Можностите се ограничени. Така, сега и не сакам да сега да бидам малку, нели, да не идеме Но го споменавте високо. јуни на отворено. На отворено. Така што Тоа е разлика каде што секој минувач ќе може да помени случајно ако нели шета пошто е топло, што со таква намера го правиме почеток на јуни пошто нели почнуваат летни одмори. Така да на почеток за да дојдат луѓето да видат тука, пошто тука сакал некел нели поминувајќи ќе видиш, а во сала малку сме нели на почеток и се не можам да кажам дека и ние одма се афирмира, ние сме вие дојдете, ќе има тоа, нели, така да тоа малку за Добро, препознати сте од некој, од институциите, од локалната за жал не, самоуправа? за жал не. Пробавме во општините, во агенција, во Министерството за спорт, не. Сега за сега некако индивидуа функционираме со екипите, така да би сакал да имаме помош, за да биде еве ова што го зборувате Општо во добро. сала, да дојде поголеми, да видат дека да види народот дека не треба да си од бекари, не треба да си не знам вау, профи за да дојдеш да играш. Не, целта ни е да прво да дојдеме, возраста различна, играм, не играм. Рекреација, физичка активност и Пред се. општо добро за сите. Така, И спортски дух, тоа е. И мажи и жени се измешани, тоа да го кажеме, да. Ги Тоа мислам гледаме дека стои инсертите, таму, се да, гледа по така инсертите, да. Така што да го напоминеме и тоа дека измерени се силите. Добро, може би сте аматери во спортот, меѓутоа сте професионалци во идејата и во организацијата, може само да ви
се восхитуваме прво на идејата, а потоа и на желбата да И направите се нешто. надеваме дека ќе ги држи, дека ќе истраат. Да, нека тлее оганот. Просто ваша помош би благодарам да преценувам. Секако, Македонска Разбира. телевизија секогаш е тука за настани од општо добро, од јавен карактер. Благодариме што одвоевте минути ова време, ова утро, вака рано, 9:34 сме некаде Сепак пред е, крајот на сепак е емисијата. станат рано. Синиша Јанковиќ и Јосип Христов беа гости, Скопска Благодариме. аматерска лига, еве инспирација нека има во секој град по една, па да се направи еден завршен турнир меѓу градови. Дај Боже. Дај Боже. Ви благодарам. Благодариме за учеството.